Господ Илани и оваа година дава убав род кај оризот, ама нема фајда кога откупот не функционира, а цените се понижувачки. Велат производителите кој денеска ги затекнавме на пазарот во Кочани. Одгледувањето на некогаш белото злато сега е неисплатливо, па луѓе ги обработуваат нивите колку да не запустат, ама и тоа не може да трае бесконечно. Вела дека до година нема зошто да ги обработуваат и сеат. Па имаме ние 6 хектара, 60 декари. Состојбата никаква. У загуба работене. Се ова година посадив 25 декара. 2,5 хектара. Немаме волја да идеме на ориз. Дома имам 600 вреки ориз. Нема пласман, нема ништо. Што да правим? Кој би работил у загуба да дое без екзистенција за живот? Како може да се работи? Ѓубриња скапи, нафта скапа. Секој ден, секој саат се качува нафта. И што да правим ние, земјоделците? А јас сум земјоделец. Со 40 денари ние не може да покриеме ѓубре, вода, водна заедница, тамо не можеме да се покриеме. Па не да работиме, јас живот и здраве за друга година не работам. Не ги садам нивите. И па у загуба да садам, зашто да работам? Други земјоделци велат дека своите залихи ги продале за 40 денари за килограм, само колку да се ослободат од истите, бидејќи виделе дека нема надеж работите да се подобрат, а со таа цена не ги покриваат ниту трошоците во производството. За нив е несватливо килограм ориз да чини 3 пати поевтино од килограм граф, или 1 килограм ориз да чини колку 1 килограм убави компири. Инаку земјоделците кои годинава употребија квалитетен семенски материјал и на време ги завршија сите агротехнички мерки, може да очекуваат рекордни приноси, бидејќи климатските услови беа идеални за успешна вегетација и богат и квалитетен род. Земјоделските стручњаци проценуваат дека во одредени полиња преносите ќе надминат 800 кг од декар, што е далеку над вообичаениот просек.